Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Американските законодавци постигнале договор да ја финансираат федералната влада до крајот на фискалната година, само еден ден пред делови од владата да бидат принудени да престанат да функционираат. Еве ги деталите. Договорот за $1 трилион за финансирање на владата до крајот на фискалната 2012 соопштен беше доцна синоќа, но преговарачите се уште работат на договор за продолжување на намалувањето на даноци на примањата, зашто председателот Обама вели дека ќе овозможи 160 милиони вработени американци да не видат зголемување на даноците на 1 јануари. И Сенатот и Представничкиот дом денеска треба да гласаат за предлог буџетот, зашто финансирањето на владата истекува на полноќ. Од име на другите вести, американските републикански председателски кандидати синоќа дебатираа во политички влијателната држава на Средниот Запад, Ајова, каде процесот за номинирање започнува за помалку од 3 недели. Поранешниот спикер на Представничкиот дом, Њут Гингрич, како што го чуеме подоцна повеќе, е лидер во анкетите меѓу граѓаните и нормално стана предмет на напади од неговите ривали. Иако поголем дел од времето беше посветен на Гингрич, Мит Ромни се фокусираше на Обама. Тој го обвинува председателот дека има надворешна политика на улагување и го критикуваше за слабата реакција во обидот да го добие назад беспилотното летало што неодамна се урна во Иран. Во меѓувреме, Рон Пол, кој добро минува во анкети во Ајова, ја искористи дебатата да ги промовира своите погледи во надворешната политика, нарекувајќи ја војната во Ирак, која што туку заврши бескорисна. Ова беше последна дебата пред гласањето на кокуси во Ајова на 3 јануари. За некој час во САД ќе започне распит на американски војник обвинет за протекот на илјадници класифицирани и чувствителни документи на веб страницата Wikileaks. Ова ќе биде прво појавување пред суд на 23 годишниот војник Бредли Манинг на сослушување во Форт Мид во Мериленд. Поранешниот аналитичар од областа на разузнавањето е обвинет за нелегално преземање на стотици илјади чувствителни документи на интернет, додека служел во армиската база во близина на Багдад. Манинг се соочува со неколку обвиненија, меѓу кои помош на непријателот, што е големо дело. Обвинителите изјавија дека нема да бараат смртна казна, но сепак Манинг може да го мине остатокот од животот за дрешетки ако судот го прогласи за виновен. За помалку од 3 недели, републиканските гласачи во Ајова ќе се изјаснат кого би сакале за председател од нивната партија. Ова е момент кога битката се чини се води меѓу двајца. Поранешниот спикер на Представничкиот дом, Њут Гингрич, и поранешниот гувернер на Масачусетс, Мит Ромни. Свесни за критичноста на оваа фаза во трката, двајцата се обидуваат да се представат во подобра светлина од другиот. Сами решете дали им успева. Само пред неколку месеци анкетите покажуваат дека Њут Гингрич е близу до дното на листата на републикански председателски кандидати. Сега се наоѓа на врвот и на национално ниво е во трите клучни држави на рано гласање: Ајова, Јужна Каролина и Флорида. Кога бев на дното бев позитивен. Сега кога водам, исто така сум позитивен. Но тоа може да стане потешко како што се интензивираат нападите врз него од главниот ривал. На крајот ова е политика. Во политика нема плачење. Ромни вели дека Гингрич застранил од конзервативните принципи во минатото. Дури тексашкиот гувернер Рик Пери ги потенцира неговите 3 брака. Од секогаш сум мислел, ако ја лаже сопругата, ќе го лажеш и бизнис партнерот. Гингрич признава дека не бил безпрекорен. Луѓето нека ценат. Отворено кажав дека сум направил грешки. Побарав Господ да ми прости. За Гингрич има поделени мислења и за времето кога бил спикер во 90-тите. Некои републиканци сега го поставуваат прашањето дали тој може да биде ефикасен председател. Меѓу нив е конгресменот Питер Кинг од Њујорк. Видов каква штета направи на партијата и на Конгресот. Мислам дека и должам на мојата земја да не дозволам тоа повторно да се случи. Но за сега конзервативците изгледа го преферираат Гингрич пред Ромни. Првиот тест е на 3 јануари. Затворот и уметноста.
Некои луѓе во САД кои завршуваат за дрешетки земаат четка во рака за да се изразат. Затворската уметност е средство за рехабилитација, но и се продава во галерии во Вашингтон. Профитот го делат затворениците уметници и Фондацијата на затвори, која го промовира овој вид на уметност. Идилични сцени како овие се дела на затвореници ширум САД. За многумина тие се потсетник за светот што го оставиле зад себе. Денис Собин, директор на Фондацијата на затвори, самиот минал 12 години зад решетки. Негов вентил била гитарата. Уметноста е исцелително, рехабилитационо и терапевско средство. Собин ја формирал Фондација за затвори, уште пред да излезе на слобода. Говори за другите теми на затворениците покрај пейсажите. Некои сакаат да бидат со семејството, сликаат семејни собири, некои се гневни поради искуството во затворот, ја прикажуваат жестоката реалност во келијата. Делата се продаваат во галерии во Вашингтон. Дейл Джонсон, собственик на галеријата Вотергейт, оценува дека меѓу затворениците има талентирани уметници. Има голема чувствителност во ваквата уметност. Гледате како размислуваат. Рона Бајер одслужува казна затвор во Флорида. Денис Собин од Фондацијата на затвори чита што напишала на задната страна на едно од своите дела. Сликите ми овозможуваат да посетам други места, надвор од келијата. Го сакам сликањето затоа што е мирољубиво. Собин фрла светло и на другата страна на уметничкиот процес во затворот. Им помага на луѓето да стекнат поголемо самопочитување. Кога полицијата работи со локалните заедници, успехот во сузбивање на криминалот е поголем. Тоа сознание Белата куќа го преточи во план представен деновиве, а како тоа би изгледало на конкретен пример, ќе ви кажеме во понеделник. Во понеделник во News Flash, секој овде е дојден од некаде, а тоа е богатство во борбата против тероризмот, смета администрацијата. Властите во Лос Анџелес идејата ја имплементира. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. И со ова се одјавуваме за неделава. Следете не повторно од понеделник. Пријатен викенд.